Почина без да умре. Така загубата на градоначалникот Јован Стојановски ја чувствуваат неговите најблиски пријатели, кои обидувајќи се да го задржат достоинството на мигот, со премногу емоции споделуваа сеќавања и спомени. Замина тивко и така беше испратен до неговото вечно почивалиште. Од градоначалникот Стојановски се прости целиот државен врв, предводен од претседателот на влада Зоран Заев, дипломати, представници на политичкиот, општествениот и културниот живот. Остави траги и предизвикуваше почит кои секогаш ќе се паметат. Јован беше колега, пријател и голем професионалец. Како градоначалник беше посветен на својата визија Охрид да биде вистинска европска, културна и туристичка престолнина. Ми рече, ајде да го менуваме светов. Ајде, реков, да го менуваме светов. Како? Тешко е. Па рече, прво ние ќе се мениме, самиве, па ќе ги мениме ти околу нас, па ќе го мениме Охрид и Македонија и ќе го мениме светов. Се ќе биде, само нас ке не нема. Така зборуваше Јован. Се присетуваат неговите соработници. Јован беше свој. Веруваше дека резултатите од посветеноста еден ден ќе си го најдат патот до успехот. Имаше велат визија и големи планови за Охрид. Советот и локалната самоуправа изгубија лидер, колега, го изгубија својот едноставен и голем Јован. Само со голем труд и посветеност, желба каква што имаше татко ми, само така може да се успее во животот. Луѓе, не можам да ви објаснам колку позитивна енергија имаше во него. Верувајте дека тој живееше за Охрид. Во грч и низ солзи зборуваше и 24 годишниот Димитар Стојановски. И од него свати дека само со голема поддршка и со слога можеме да успееме. Од друго не може. Не требаше да градиме вредности на љубов, да се почитуваме меѓу себе, без разлика кој сме и што сме. Од името на семејството Стојановски, братот на прерано починатиот градоначалник замоли и побара кога ќе биде изграден новиот кеј да го носи неговото име, оти како што рече во последниот период најмногу била обседна со реализација на овој проект.